Ифигенија за ништо е новата представа во Драмскиот театар. Ние дојдовме да поразговараме со дел од екипата на оваа представа и да дознаеме нешто повеќе за процесот и за самата тема на оваа представа. Филип, честитки пред се за твојата нова представа Ифигенија за ништо. Ти си режисер, сценарист и кореограф и значи твоја е адаптацијата на текстот и ова е голем проект. Па кажи ни пред се за самата идеја, како се случи токму текстот на Еврипид да го режираш. Така, ова е значи за мене прв проект во институционален театар. Претходно имам работено проекти во независната сцена. Ова е еден доста сериозен текст, односно работен според грчката античка трагедија на Еврипид, Ифигенија во Авлида. Односно, тоа што го направив јас, го адаптирав овој текст да соодветствува со настаните и случувањата, збинувањата за кои сведочиме нели во денешницата, односно конкретно за инспирирано од војни конфликти, војни и така натаму. Така да и самата идеја тргна од, не знам, едно кафе со глумицата која игра главната улога, односно Нина Елзесер. За мене беше голем предизвик, бидејќи додека студирав режија, професорот кој ни предаваше ни кажа дека се си има свое време кога се режира, односно си во кои години во животот се режира Шекспир, во кои години од животот се режира античка драма. Па конкретно сега на овие години осетив дека сум спремен да направам еден ваков подвиг, односно да се јавам и во улога и на режисер и на драматург, односно сам да бидам автор на тој текст. Така да чекав до некои 2 години беше во план овој текст и некако ете така се наместија коцките, па аплициравме во Драмскиот театар и благодарен сум што го препознаа проектот како интересен и еве дојде до моментот да имаме и премиера и наредни изведби. Филип, ти имаш големо искуство и твоето образование исто така било во странство, во Америка долго време имаш живеено. Некако се чувствува тој призвук, како може да се каже, тоа влијание твое во странство, што го имаш или искусено, сега веќе го носиш тука. И токму тоа е и со оваа нова представа, која што веќе интересот е навистина голем, публиката сака да ја погледне. И кажи ни за античка драма е во прашање, колку сме ние во однос на странските земји и тука, каква е таа разлика помеѓу она што се случува надвор и тука? Дали сме всушност многу далеку од странство? Ако веќе зборуваме за естетика, тоа е што го работаме постдрамски театар, односно театар во кој што не се препишува, акцентот не е ставен само на текстот и не е ставен само на тоа што го говорат актерите на сцената, меѓутоа подеднакво е важно и што прават тие со телото, односно тие емоции што тие ги чувствуваш, што би требало да ги изразат преку зборови, нели, со текст. Во оваа адаптација те ги изразуваат во кореографија, во тела, во сценски движења, генерално со физичко дејство. Она што јас го студирав, особено додека бев на докторските студии на УКЛА, беше една техника која се вика viewpoints, така да тренингот за да дојдеме до тие кореографии, тие движења да изгледаат професионално и на некакво ниво, беше доста макотрпен, односно процесот започнуваше со интензивни физички припреми и тренинзи од стомачни, од склекови, диагонали, кардио вежби и така натаму, за телата на актерите да станат спремни за да може тоа што го играат да го износат. Постдрамскиот театар во Македонија па и се работи и не се работи. Имало гости режисери кои доаѓале во нашата земја и кои режирале представи од овој тип. Меѓутоа, јас ова си го земав како некоја задача и како некој свој персонален белег кој сакам да го оставам, односно моите представи да се препознатливи по тоа што актерите секогаш носат очила за сонце, со тоа што не знам го користат повеќе телото, има кореографски моменти, светлото е подеднакво битно, костимот и така натаму, односно ги користам сите тие сегменти што ја прават целовкупната представа да изгледа на ниво и на сите тие сегменти им давам подеднакво исто значење. Да, и така како што спомна танцот, односно самото тело е во предан план, односно исклучително важно, можеби не толку говорот на актерите, тоа е она што пошто си ти препознатлив и како беше да се извлече најдоброто од актерите?
Се работи за доста, многу професионална екипа на актери кои беа апсолутно посветени, кои го препознаа квалитетот од првата читачка проба и видите кога работите со актери е многу важно тие да ви веруваат и јас да им верувам на нив, кога ќе добиете вербата во актерите, кога ќе го препознаат тие, кога ќе препознаат сериозноста на проектот и квалитетот на проектот и кога ви веруваат, тогаш се препуштаат апсолутно и тоа се случи во овој процес, така да сум апсолутно задоволен, имам само најпофални зборови да кажам за актерската екипа која е релативно млада, имаме таза вработени актери во драмски театар, за некој од нив ова е прва прилика да играат во драмскиот театар, за мене прва прилика да режирам во драмскиот театар. Меѓутоа подеднакво сум благодарен и сум апсолутно изненаден и од целата техничка способност на театарот, значи од сценци до декоратери, до шминкери, до светломајстори и така натаму. Заедно работевме како тим и тоа што ќе го гледаат гледачите на сцената на драмски е апсолутно заеднички труд, заеднички влог. Да, и интересно е што и актери од да кажам, повозрасните со поголемо искуство и помладите и како беше да се вклопат и едните и другите. Има ли разлики помеѓу нив или сите сте едно? Така, видете кога ќе се станеме на сцена, тие разлики не се гледаат. Мислам, јас инсистирам како не без разлика дали актерката или акторот имаат 20 години или имаат 45 години или 50 години. Искуството мислев, да. Така да, например, многу научив од постарите актери, како што мислам постарите, сакам да кажам, актерите поискусните кои се веќе долго време во театрот, како што е Димитар Доксевски, како што е Елена Жугич, како што е Филип Трајковски. Нивните совети, нивното сценско искуство, искуство со работење со многу режисери беше апсолутно полезно, така да јас бев отворен за мислам кон сите критики, коментари и предлози и тие беа доста битни и помогнаа за представата да ја добие оваа форма. Веќе во полнек се игра самата представа, а кажете ни за следните термини каде можат да дознаат гледачите кога ќе се игра? Гледачите може да дознаат за следните термини на социјалните медиуми, односно на профилите на Facebook и Instagram на Драмски театар и на karti.com.mk може да се набават билети и како и на билетарата на Драмскиот театар. И многу благодарам и успеси со оваа представа. Благодарам и на вас. Димитра, пред се честитки за вашата нова функција како директор на Манаки фестивалот. Благодарам многу. Еве сега ќе зборуваме за вашата улога тука во новата представа на Филип Петковски Ифигенија за ништо. Вие ја играте улогата на таткото на Ифигенија Агамемнон. Сега кажете ни како беше самиот процес на подготовка на ликот со оглед на тоа што повеќе се става фокус на движењата на телото, многу повеќе отколку на говорот. Да, би сакал прво да се заблагодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Кога започнавме да разговараме со Филип, режисерот, во врска со представата, ми беше возбудливо кога ми го представи неговиот концепт и тоа како ќе следат пробите и што ќе се развија понатаму. На пресконференцијата кажав дека секогаш кога актерот излегува од својата комфорт зона, од оние процеси кај што се чувствува комотно и лесно да го согледа материјалот, е возбудливо и секогаш се откриваат нови работи кои што многу често се плюс квалитет за самата представа, секако за актерот и исто така и за мене ми беше тоа многу возбудливо во почетокот и беше една од тие главни мотивации кои што ме движеа до денес и навистина сум пресреќен дека имавме таква прва наша соработка во која што навистина уживав. Она што го спомнавте, движењето со тело, односно тој танцов театар или физички театар, секој ден пробите ни започнува со едночасовно вежбање, значи трениравме за да може да се ставиме во функција на се тоа што се бараше од режисерот и се тоа што ние го развивавме во самата представа што ќе може гледачите да погледнат сега веќе на редовниот репертоар во Драмски театар. Верувам дека не било ни толку едноставно, сепак физички да бидете кондицијски подготвени, а потоа публиката ги гледа вашите тела, движење и сето тоа да се пренесе, можеби никогаш потешко отколку со зборови, нели? Точно да, тоа е нормално дел од нашата професија, нашето тело е еден од инструментите со кои што ние располагаме како актери. Секако дека актерот треба да е подготвен, секако нормално дека и физичката спремност е многу важна, многу битна во секоја
во секој процес, тој е дел од секоја представа, меѓутоа еве да речеме во оваа представа малце повеќе акцентот е во однос на тоа движење, физичка активност и тој дел од кореодрамата. Одлично екипа е вклучена во представата, па кажете ни за комуникацијата со другите актери, со работката, со вас, нели? Нормално во оваа представа, како што најави Филип претходно, тука се моите драги колеги кои што претходно секако имаме соработувано долги години, како мојот драг колега Елена Жугич, мојот драг колега Филип Трајковиќ, тоа се актери со кои што претходно имам доста соработувано, Стефан Вујчич секако, и сега поголемиот дел од поделата на оваа представа се новите млади актери кои што ете сега полека зачекоруваат во драмски театри. Навистина е возбудливо кога ќе се направи таков микс и навистина имавме еден преубав процес во кој што сите мислам дека уживавме. И еве за вашата улога, таткото кој што ја убива својата ќерка, една трагедија на која што е античка или драма, како вие со самата тема се справивте, како одеше целата подготовка, како лик? Да, мислам, античката драма и конкретно еве Агамемнон е голем предизвик за секој актер, тоа е еден богат лик, драматуршки богат лик со многу прекршувања, со голема драма во него и секако тоа е голема и привилегија и голем предизвик да се работи, така да навистина уживав и ми е драго што во оваа фаза од животот дојде тој предизвик да можам да работам и да го играм Агамемнон. Благодарам многу, нема да ве задржувам многу, знам дека треба да се подготвувате за изведбата. Се најубаво и успеси со оваа представа. Ви благодарам и вам. Стефан, честитки за тебе, за твојата улога на Ахил во представата Ифигенија за ништо и кажи ни нешто повеќе за самата твоја улога на Ахил, како се подготвуваше и за самиот процес. Па ова беше еден специфичен процес кој што го имавме сега со Ефигенија за ништо со Филип Петковски, затоа што Филип Петковски има завршено танцова школа претходно и сега он ги има тие две знаења и како режисер и како танчар, за да може воедно да и кореограф во представава. И он има таква тенденција да обработува такви представи што имаат таков елемент, што не значи дека е типична кореодрама. Мислам дека не е кореодрама, туку е некаков модерен театар со примеси на танц, на движење со тело, прекршување, така да телото е во фокусот, иако има и текст кој што го изговараме, но не е на прво место текстот, туку е во функција на тоа, на изведбата, на тоа како да преку тело да може и текстот да се протне па да направиме некоја целосна креација. Нешто што е многу интересно, ти како актер веќе истакнат досега, претпоставувам се навикнат повеќе на текст, нели движење на телото секако, меѓутоа повеќе на текст. А сега фокусот е на телото. Па како беше тој аспект да се усоврши? Мене лично сега некако многу ми одговара самото тоа што ние во процесот имавме договорено со Филип и он ни го кажа тоа, дека ние пред се ќе почнеме ќе почнеме уште од втор ден со тренинзи и со вежбање. Имавме само една читачка проба и мене лично тоа ми одговара. Јас моментално и приватно гледам да сум доста физички активен и да живеам здрав живот, така да овој процес ми беше еден од помилените, искрено, бидејќи многу се фокусиравме на тоа да сме здрави, да некако се, како да кажам, да се добро се држиме, дури да, мислам, баш да се извежбаме онака и да бидеме добро да изгледаме. Но не се изостави делот кај што треба да се обработува драмата. Работевме на ликовите на малце поинаков начин, не навлагавме до толку во психологијата на ликовите, туку е повеќе се представува преку слики, ликот, преку неколку елементи, преку физичко дејство, гест, може да се долови карактерот на ликот. Мислам дека беше супер овој процес и мислам дека, не знам сега што беше уште прашањето. За самото твоја подготовка на улогата твоја. Да, интересно, возбудливо. Доста требаше да размислувам во овој правец, кој што беше за мене малку нов, кај што не може све преку текст да се долови. Текстот, колку што може да обремени, некогаш може и да олесни некои работи, да се потпреш само на текстот, да го изговориш. Во театар е
тоа знае да биде и доста леснително дејство, каде што ти изговараш текст малку погласно да те чуе и последниот ред и ти може да си ја завршил скоро целата работа. Не сум секогаш фан на тоа, некогаш сакам да има нешто повеќе, нешто и помалку од тоа. И сега во овој случај има нешто што е текст, што е ставен во функција на испорачување на некаква порака и карактерна особина, но исто така има и нешто друго, кое што и на нас ни работи многу добро, не става во некоја дисциплина, во некаков режим, да можеме да изгледаме атрактивно, што е, како да кажем, овие денови би сакал да е повеќе застапено во театрите и меѓу колегите, да изгледаме исто така и атрактивно, колку што нели сакаме да се докажеме како актери. А танц театарот тоа никако го наложува. Самото држање на телото, движењата, нели? Треба да се размислува, да, во тој правец кој танцува театар. Јас не сум гледал премногу такви представи со танц, но сакам представи кои што го рушат клишето и кои што излегуваат секогаш од некоја комфорт зона. А ова представа е таква и веќе интересот кај публиката е голем, така што и публиката е жилна да види нешто поинакво дефинитивно. И за самата соработка можеме да позборуваме со Филип, со останатата актерска екипа, во смисла, ви претходно нели сознаете и соработувате веќе со твоите колеги актери, но Филип, да кажеме, нов во целата приказна, па колку беше лесно да некако се препознаете едни со други со него. Јас лично имам со Филип сработувано претходно на представа, тоа беше по многу години на дуо драма, кај што јас го запознав него и како како да кажам, класичен режисер. Он се проба тогаш да направи една представа која што беше со класично испорачување на текст, не многу движење, нормална представа, дуо драма. Сега мислам дека он сака да ги малце повеќе да си нурне во себе и тие работи, да биде поамбициозен во тие сфери, да проба нешто поекспериментално. И знаејќи го него, мислам дека има интересен сензибилитет и мислам дека интересно размислува современо. Се наоѓаме на тие полиња, некаде кај што можеби нема да се најдеме, не мора значи дека не се слагаме, туку можеби не сме се доразбрале, па ќе се доразбереме. И тоа е процесот каде што актерот и режисерот пробува да си ги најдат заедничките интереси, или пак кога има нешто што не дели некој мислење, интересно да го разглобиме, да видиме зошто е тоа така и можеби ќе се најдеме на некое трето место. Така да со него беше интересна соработката, не беше нешто што јас премногу го доживав како шок, очекував да биде вака. Но исто така имаме ние и нели нови вработени во драмски, што се исто така нови соработници за мене и со нив исто така можам да кажам дека беше многу позитивно искуството и многу се израдував кога влегоа во театарот, кога ги примија 10 млади луѓе. Мислам, тука сме сите со годиште релативно горе-доле, али они се сега примени и јас се чувствувам повеќе како дел од нив. И мислам дека може да е ова еден многу убав старт за некоја соработка, за некакво движење на помлади луѓе во театарот кои што ќе создадат некој нов театар. Нова свежина. Нова свежина, да. И тоа многу ме радува. Колку тебе како актер ти е, Стефан, важно да си ги поместуваш собствените граници кон издржливоста, новите теми кои што ги обработувате како актери? Па поприлично ми е важно. Имам јас проблем генерално со тоа да бидам статичен и да пробам да обслужувам една работа постојано. Дури кога ќе помине премиера, јас гледам, мислам не само што гледам, него природно ми доаѓа да секогаш да играм за нијанса поразлично од минатата изведба во наредните. Не можам да останам на исто. И тоа секогаш било така. Така да мене од изведба на изведба ми е исто така еден голем предизвик. Понекогаш е и трема, поголема трема, затоа што ако нешто што правиш исто цело време може и да те поштеди од некаква трема, не знам сега како е тоа, ама во мојов случај секогаш трга работава од некоја нула, повторно. Ние имам во главата изграден некаков лик, имам некои постулати, ама како ќе тргне работава е многу битно, пошто се инспирирам од моменталната ситуација, односот со глумците, на каква температура е представата. Така да сето тоа си влијае, нели? Сето тоа влијае и мислам дека
Тоа е повозбудливо, но исто така и е малце пострашно за актер. А вака од представа на представа, од улога на улога, стварно сакам да биде секогаш нешто да има различно, секогаш да е различен ликот, ако се повторува по некоја, не знам, груба слика, пробувам да видам кои се нијансите внатре, за да можам да ги поделам, за да можам да направам разлика меѓу двата исти лика, можеби, ако се слични по нешто. Сигурно ние во животот делуваме на, не знам, јас со брат ми дека сме слични, но сепак сме многу различни, така да пробам да ги поделам така работите и да видам што го разликува овој лик од тој претходниот. Иако може би делат иста идеологија, иста, како да кажам, слична тема, да, или што и да е, интереси, сигурно има нешто што е различно и гледам да се ослонам на тоа и да го потенцирам, да ја потенцирам таа разлика. Така да тоа ми е многу важно за внатрешно како би работела и надворешно да има некоја, се разбира, да има нешто што ме прави поразличен од минатиот пат. И тоа е магијата на театарот. И кај нас гледачите кога доаѓаме или секоја представа има нешто што е поразлично од нешто претходно што сме гледали и тоа е сосем нормално. Стефан, многу ти благодарам за ова интервју. Благодарам исто. Фала. Нина, здраво и за тебе. Ти ја толкуваш улогата на Ифигенија во представата Ифигенија за ништо. Како всушност ти го доживеа тој танц театар на Филип Петковски, односно театар каде што повеќе се во фокус движењата на телото? Ви благодарам многу за поканата да дадам и јас изјава. Да, јас го толкувам ликот на Ифигенија, во Ифигенија за ништо. Процесот беше многу интересен, доста поразличен од се во кое што сум учествувала до сега. Би сакала да напоменам дека ова е мој четврти проект, односно четврта представа во која што учествувам откако сум вработена во Драмски театар Скопје, и тоа сето во рок од година дена. Ви благодарам многу, да, би сакала вака тоа да го кажам, бидејќи сум навистина многу благодарна за сите прилики кои што ми беа пружени оваа година и се надевам дека ги исполнив очекувањата на сите и своите очекувања исто така. Нина, тоа е навистина одлично, тоа значи дека си талентирана и вредна, посветена токму на театарот, така што ете само напред. А еве да позборуваме за самата твоја улога на Ифигенија. Како ти ја доживуваш твојата улога? Па, во драмата на Еврипид, Ифигенија ја донесува, на крајот на драмата, ја донесува веќе донесената одлука за неа. Всушност, таа ја прифаќа својата судбина и го прифаќа пророштвото на пророкот Калхант и всушност има и реплика каде што таа се обраќа на својата мајка, на Клитемнестра, и вели: ти мене не си ме родила сал за себе, ти си ме родила за Хелените. И потоа таа доброволно се жртвува себе си всушност. А во ова адаптација на Ифигенија во Авлида, односно во нашата Ифигенија за ништо, Ифигенија не умира херојски, не умира возвишено, таа всушност умира за ништо, како што и си кажува самиот наслов. Всушност Ифигенија во ова адаптација е незаинтересирана за системот во кој што живее, и тоа е сето поради тоа што е всушност така растена. И беше многу интересно да работиме на тоа да изградиме еден наш микрокосмос, нашето семејство, Ифигенија, Орест и мајката и таткото Агамемнон и Клитемнестра. Беше многу интересно да го изградиме тој микрокосмос кој што всушност многу кажува за макрокосмосот во кој што живееме, односно за системот кој што постојано не воспитува и нас индивидуите. И беше многу интересно да се работи на тоа, бидејќи моравме да ги користиме телата, односно сите лични конфликти кои што ги имаат ликовите и семејните конфликти, да ги преточиме некако во движење и тоа да биде јасно за публика и да не се служиме со збор. Односно, што е можно помалку да се служиме со зборот, а да изразуваме се преку телото. За тебе како актер беше тешко тоа? Дали беше тешко или повеќе возбудливо? Па морам да признам дека ништо не е тешко ако е возбудливо, така што мислам дека ова беше еден многу убав процес за сите нас, поради тоа што ние секогаш пробите ги почнувавме со час и половина загревање, физичко загревање, и потоа некако се
формираше на пробите некаков општ колективен фокус, бидејќи сите поминувавме заедно низ истото, сите заедно поминувавме низ загревањето и потоа некако пробите многу полесно течеа и имаше многу полесен тек на пробите, поради тоа што и мозокот се разбиструва. Едноставно многу поинаку размислуваме кога телата ни се загреани и кога сме сигурни кога стоиме на сцената. Во оваа представа глумат и поискусни актери, и помлада екипа, и како беше тој микс да се вклопат сите? И колку тебе како понова актерка, нели, во театарот, ти значи искуството и од актерите со поголемо искуство, од повозрастните? Морам да признам дека во последнава година научив многу, особено научив од повозрастните колеги и имам многу работи кои што се уште допрва ќе ги учам од нив и затоа и се радувам бидејќи секој ден се повеќе и повеќе сваќам колку многу имам за учење и за развивање и тоа секогаш можам да го видам преку нив поради тоа што го гледам целото искуство што они го носат и ми е многу драго што они безрезервно даваат поддршка на нас младите и безрезервно ни даваат и совети, постојано се тука за нас, за што и да ни треба. За тоа немам никакви замерки и навистина сум многу среќна што имам прилика да соработувам со нив, а исто така имам и слушнато од нив дека има многу драго што и ние младите сме тука бидејќи носиме некаква свежина и сметам дека ова е многу убаво за драмски поради тоа што има еден убав микс на младешка свежина и искуство, и знаење, и мудрост од повозрастните. И затоа публиката сака да доаѓа да ги гледа вашите представи, така ќе биде и понатака. Тебе те гледаме секако и на репертоарот на драмски кога стануваат збори другите твои останати представи. Ти благодарам многу. Еве те пуштаме да се подготвиш пред представата. Ви благодарам, сега одам да се загревам. Ви благодарам многу уште еднаш.